Добре дојдовте на процес. 2 години по смртта на родилката Дебора Черими Џамбази, која почина во болницата Санте Плюс, основното јавно обвинителство се уште нема покренато обвинение. Семејството на починатата родилка е тука со нас во студиото на Нова и за прв пат јавно сакаат да проговорат за се што се случуваше и зошто случајот 2 години не тапка во место. Во студиото се Аделина Черими, сестра на починатата Дебора, Виолца Черими, сестра, и Муса Џамбази, сопруг и татко на малиот Лисандар. Во јули 2019 ние се видовме за прв пат, пошто објавивме дека не сте задоволни од тоа како се одива случајот во обвинителство, забавноста на самиот случај. Зошто се што се случи, дури сега, а се случи страшна трагедија, дури сега излегувате јавно за да прозборите за случајот? Тоа е точно, помина многу време. Меѓутоа, ние досега од почеток, после трагедијата, ние бевме многу зафатени со здравјето на бебето и тоа ни беше приоритет во тој период. И воедно ние мислевме и очекувавме самите институции да работат на случајот и да го расчистат. Имавме верба, значи цело време вербата постоеше дека самите институции ќе се погрижат вистината да излезе на виделина. За се што се случуваше тој ден во таа болница. Сега вербата некако ве напушта? Да, одамна не напушта, меѓутоа ние сега решивме веќе да настапиме. Да. Случајот некако јавноста како да го подзаборави, вие сигурно не, болницата си работи со полно темпо, со иста пареа. Вашето незадоволство е насочено сега главно кон обвинителството, затоа што случајот е уште во предистражно. Не само и обвинителството, и сите институции кои беа засегнати во расчистување на случајот. Дали во меѓувреме сте повикани во обвинителство? Еве, последен пат, кога ние се видовме и кога направивме една сторија, од обвинителство ни кажаа дека прибираат докази на ваше барање. Дали од тогаш сте повикани, сте известени за нешто? Не, секогаш кога сме биле во обвинителство по наше барање, значи за да се информираме за текот на случајот, процесот, како оди, до каде е истрагата, и сме биле примени од нивна страна, меѓутоа ништо нема како што треба. Ништо не е. Јас пред да го продолжиме разговорот, побарав одговорот ОЈО за да се произнесат за истрагата и сега сакам еве јавно да го прочитам одговорот од нив. Непосредно пред да влеземе во студио стигна. Вели по предметот по кој што покажувате интерес, надлежен јавен обвинител ја прибави целокупната медицинска документација, а во обвинителството пристигна и резултатите од наредените вештачења. Предметот е во фаза на предистражна постапка и во моментот се врши анализа на прибраните докази, пошто ќе следи јавно обвинителска одлука. Значи, и ние имаме информации за какви извештаи медицински се зборува. И проблемот е во тоа што ние не сме задоволни како целокупниот процес се објаснува во тие извештаи. Тука има многу недостатоци. Недостасуваат многу важни моменти, како например воведување во царски рез. Пристапот кон царски рез. Дали се почитувани сите протоколи? Јас би сакала, пред да ги кажете сите овие моменти, да подсетиме на случајот, вие двајцата бевте во болницата, пред ваши очи се одвиваше целата драма. На кратко да подсетиме што се случуваше тогаш, за да можете вие, знам дека тоа ќе го направите непристрасно, бидејќи сте сите лекари. Да. Ги знаете протоколите, ги знаете како течат работите. Во тој трагичен момент присуствувавме јас и нејзината сестра. Чекално да се добиеме радосна вест, да. Во еден момент мојата веќе почината сопруга беше внесена во операција сала
кај што ние и во првичниот момент бевме малку збунети во поглед на тоа што тие не беа организирани како што треба и нема точни информации медицинскиот персонал кај што треба тој пациент во која сала да се воведе. Најпрви ја внесува во сала од број, мислам, Горе на А, први не знам спрат. што беше тоа, И после се или сипа. после ја сина доле. Чекајќи ни надвор, во еден момент гледаме се случува голема паника. По целата зграда, Слушаме трчање шикалност, по скали, викање, викање на сестри, вика за некои адреналин. ампули што се за... Да. И не И знам. во тој момент ние загрижени дека се така во некој инстинкт Предпоставувавте дека нешто се случува, што барат мојата адреналин. сопруга Само што не во знаеш. сала. Не И во знаевме тој за кој момент случај. никој воопшто не објасни дека се работи за истата личност, меѓутоа тоа веќе се предпозна, се дозна, пошто ние претрчавме до пред операција сала, гледајќи таму некои си панични моменти на трчање на сестри по што е најтрагично, ајде по адреналини, по ампули, што е најтрагично и по апарати за дефибрилатори, кај што во еден момент претрчуваат да влегуваат во лифт, ги закачуваат каблите, ги скинат, И паѓа дотрчуваат од дефибрилаторот. од соседна клиника на подот. колеги со исти апарати. Позајмуваат од соседната болница, фактички. знаејќи дека пристапот итното укажување на лекарска помош не бара време за да се добива Да се чека. позајмуваат апарати од соседни клиники и целата бркоти се стана во тој момент. Дали Вие некој веќе- ви објасни што се Во случува? еден момент, не знам колку време помина, пошто и ние веќе сме во некоја фаза да почнувам да ги... Некаде да ни се после бришат 10 податоци. часот, да. Но ги имате, но имате дадено изјава Да, во се обвинителство со сите податоци. излегува незиниот нематични туше го негови кој што ја водеше, кој што го водеше случајот. Не прегрнува ни кажа некои податоци дека Доктор Димитрова. дека пациентката добила некој кардијак арест. Дали почнува да не запрашува по скали, дали била она алергична на некој анестетик, што тоа е Да. медицински, тоа е Првично спротивно на беше тоа, сите- дека таа на покажала сите некаква принципи. реакција. Пациентот да се запрашува за Алергиска. алергија Од и кога во ќе се момент на случи нешто? интервенција. Тоа веќе е касно. Но нејзиниот аспект беше толку, значи, толку беше исплашена, што се гледаше во нејзиното лице, се гледаше дека она крие нешто Дека од нас. направиле Да, страшна дека грешка. веќе она е умрена, не знаеа тоа како... Но не ви го Знам, сообщила. Не ни го И во сообщија, еден да. момент не тргнува. Ни кажа само дека таа имала некаков пулс. И значи замислете И колку сега време- ја реанимираат. И јас ја прашав како може да ја реанимираат ако таа има пулс. Значи, се реанимира пациент што нема пулс и нема, да, нема знаци за живот. Ви сообштили за детето во тие моменти нешто или тогаш Не, не се воопшто. овршен момент? Јас тогаш побарав од неја реков, извадете го бебето побрзо, таа влезе внатре и не знам, веќе после 1 сат и нешто видовме како го вадат бебето од внатре. Го носат Да, Сала го го носат носат на детска клиника. клиника. Смртта настапила како последица од задушување од неправилно поставен тубус, тоа го прави анестезиологот. При тоа дојде и до оштетување на мозокот на бебето. Заради тоа, вие барате одговорност и од гинеколозите, и од болницата, не Од само сите од вклучени, анестезиологот. од Зошто? сите без исклучоци. Јас најпрви би побарал најстрашна одговорност од самата институција, од самата болница, што дозволила лекарски тим на гинеколог и анестезиолог, што не се дел од тимот на дотичната установа, да бидат примени, да вршат таков вид на интервенција. Во Не такви сакајќи во тој услови. момент Да да ги го одбранам. такви анестезиолог Да кој ги ми се одбранам. чини немаше договор. Да, Така, Ни да, договор, статија. ни доволно искуство. Во еден момент Како да ги одбранам специјалист. самиот тим на гинеколози, пошто тие беа првите иницијатори, што јас и мојата сопруга да одлучуваме, освари тие одлучува да не пренесат нас во таа болница. Ние На најпрви нивен предлог. не знаевме каде е Санте, што е Санте, пошто таа Санте има
3 имења измената до сега, не знаеме правно што се случува тука. Присилувајќи не на некој начин, убедувајќи не на некој начин дека тие како гинеколози имат пристап само во таа болница да вршат таква интервенција, пошто ден пред самиот трагичен настан ние сме били на преглед каде престанка. Јас цело време сум бил присутен на тие прегледи. И она цело време не Во сосем друга ординација тоа е гинеколошка или ординација, тоа не е интервентна ординација, тоа е мислам консултативна. Така. Под некој си правен, не знам таму да не изгледа. И она цело време не убедуваше дека најправилен начин да се дојде до живот на бебето и да биде најбезбедно и најудобно за мајката да се изврши тоа со царски рез, на договорена, на закажен термин во таа посет во таа Во таа болница, станова. приватна пошто тие имат таму пристап. Не Каков обрежувајќи пристап нас, не кажале дека Ние не воопшто знаеме. во суштина Дали нема тогаш беше ни- предложено да ни се пристап. направи царски рез? Како дојде до одлуката да биде одлуката беше Има донесена. ли оправданост да се направи тој царски Одлуката рез? беше донесена при убедување од самиот гинеколог. Нивно на некој начин Бременоста се одвиваше Бременоста беше Ние нормално. како Нормално. нејзина Никакви проблеми? фамилија се обидовме во неколку наврати да ја преубедиме дека она е здрава, бебето е здраво, дека нема никакви индикации за да се оди на царски рез породувањето. Меѓутоа таа беше толку убедена од страна на доктор Димитрова дека најдобро за нејзе и за здравјето на нејзиното бебе ќе биде царски рез, дека ќе се породила како кралица. Ова се нејзини зборови. Значи, А тоа иначе, се сплетна според околности. сите протоколи, одила против сите документи и закони за медицина и згрижување при царски рез. Значи, кога се работи за случај мајка која самоволно сака да се породи со царски рез, прво треба да се информира кои се сите ризици при царски рез, треба да се прати на второ мислење или пак на психолошко советување на мајката. Тоа Значи, не се случило. никој од тие постапки не се Воспротивно, случило. тие цело време не убедувале. Некој ја Пошто јас сум бил убедувала. цело време присутен на сите гинеколошки. Него ја убедувала дека би се родила како кралица. Гинеколозите ја обедува. Значи, првично сплетот така почна. За првичната иницијатива од страна на гинеколозите да не упатат во таа болница. Втора кривица нивна е што како може тие една мајка без никаква ургентност да ја внесат во сала, не знаејќи кој имат на анестезиолози. Зошто признаваат во тој момент да внесат анестезиолог од страна клиника, од друга установа? Зошто го прифаќаат Без да работат со никакво него? искуство, значи тоа е голем ризик преземање и еве ги последиците. И според тоа што не достигала адреналин, ние сумњаме директно дали стварно била во операциона сала, која треба да има се, и дефибрилатор и адреналин, или била во нормална соба, можеби операциона сала била зафатена, па немале ни тим, ни операциона сала, а не сакале можеби да изгубат пациент во моментот. Сплетот на околности кои доведува до трагедија, првично би ги обвинил или не знам посочил самите гинеколози кои мислам дека тие беа иницијатори првични за да ние самото поредување извршуваме во таа болница. Инаку не би знаеле каде и дали постои Санте Плюс. И втора работа што И многу важна. и многу важна што тие не знаејќи дали тие или не знам болницата изнаемија неискусен анестезиолог од друга клиника и како трето и најстрашно нивната неажурност При породувањето? Непрофесионално. Непрофесионално и не Што значи тоа? Тоа значи моментот тоа кога значи дека- детето останало во утробата на мајката, а не Нивната пристапиле не- веднаш на породување. не брза пристап кон породување, увидувајќи дека со мајката Од моментот на настанување на компликацијата, значи до моментот кога е извадено бебето од утробата, поминале некаде саат и 15 минути според извештаите, каде што е наведено кога е извадено бебето. Што значи дека тој
цело тоа време бил во утробата и не бил изваден. Ние бараме објаснување зошто и кој е одговорен и мислиме дека во овој случај се одговорни гинеколозите што не го извадиле бебето на време. Според стручните опатства медицински, во случај на ризик на во случај на ризик по животот на детето, треба тој да се извади во најмалку до 10 минути. Тоа не било направено. Тоа било многу покасно направено, значи после 1 сат и кусур. На тие прашања треба да одговори болницата, Да. а сигурно Тие се верувам прашања дека кои треба- институциите треба се да го одговори. утврдат тоа Институциите. пред да почне Ние од било истата болница немаме каква никаков првичен документ за моментот на породување, за состојбата на детето, за состојбата на мајката. Не знам по кои услови тие го однесува на клиника, пошто ние во тој момент бевме затворени во некоја соба, не бевме во можност ни да патуваме со кога до државна клиника. Не пошто изолира, бевме да, скроз да. изолирани. Изолирани. Според некои И- неофицијални информации, анестезиологот си заминал од државата, избегал од државата. Официјално Болницата така. не ја признава вината. Според наши новинарски сознанија, тврда дека починала на Карил и дека е однесена со 20 пулс таму. Од друга страна, од Карил имаме официјална информација дека веќе била поодамна почината и со мртовечки пеги веќе. Го добивте и извештајот од судска медицина. Јас нема да барам детали да ми кажувате што стои во него, но чинам дека не сте задоволни и од тоа како е направен извештајот. На што се однесува вашето незадоволство? Првенствено ние не сме задоволни од извештаите кои се дадени првично од комисијата формирана од Министерство за здравство. После тоа од извештајот од обдукцијата кој е направен и на крај од вештачењето од судска медицина која е направена. Значи сите овие чекори кои се направени, во никој од нив не е детално и не се вклучени сите податоци, не се анализирани сите постапки на сите лекари стручно во целиот процес. И На што се однесува тоа? на обврските на секој лекар. Како прво да почнеме згрижување при царски рез, значи сето тоа паѓа на гинеколог. Ако гинекологот не одел по правила или не ги исполнил условите и не одел според законот, значи тука треба гинекологот да одговара. Уште не сме стигнале кај анестезиологот. Анестезиологот ќе одговара за неговото време каде што работел без дозвола и за грешките како анестезиолог, а болницата би требало да одговара или да се анализира за Пошто таа е установата која ги примила тие. Видовме Странно дека е. Во на извештаите- беше во извештаите- земена дозволата, па и беше вратена или така нешто се И случи. што сака го дополнам правниот во суд. однос на извештајот од судска медицина. Не сме задоволни во однос на тоа да не се дадени точни и концизни детали во однос на времето на настанување на смрт, што е многу битно за да се доврзе, за да се извлече сознание за состојбата на Колку време? детето. Да. Тоа не би било, не би било тој памет, пател логично, за кислород во една жена нејзината да утроба. се реанимира 2 сата. Кој организам дозвола 2 сата да биде без кислород. А според тоа замислете како ставало детето. Значи, ние по мое- од странски по мое. експерти имаме прочитано магнетна резонанца Да. на детето и тие ни има прво прашано колку време беше мајката без воздух. Ние рекме не знаеме. И тие според тоа што ние го гледаме, детето било до Најмалку. 30 минути сигурно било без воздух Што според значи? оштетувањата. Најмалку 30 минути. Што значи, по логика, Да. во колку детето било 30 минути без кислород, смртта настанала во првите 10 минути од погрешното индубирање. Пошто детето е родено во 11 сати. Значи, пола сат воведба анестезија, пола сат изведување царски рез и вадење Во на моментот нездраво на дете. воведот на анестезијата и во моментот значи на погрешната интубација во суштина таа починала првите 3 минути. Тоа е знак прашање, зошто судска медицина?
како највисока институција што може Да. без никаков проблем да ги докаже времето на настанување, причината на настанување на смрт. Дури ако некој Од- умрел од пред затоа 20 го дена, напишат. тие Извештај не се- би знаеле точно кога умрел. Плюс што е најстрашното, судска медицина превзема одговорност да вештачи состојба на едно дете што е родено во такви околности. Тие се доценти по наш и ние сме медицинари, знаеме приближно по наша струка што се случува. Да, Муса сака да Не каже може дека да се- вештачењето од Пошто последното второто вештачење мислење е од судска медицина, И за значи од состојбата на Зборуваме доценти за детето? за И детето. за А А за за мајката целиот случај, значи Да. цело вештачење се Се- однесува се- и на двајцата Да. и се вештачеле, значи стручно се вештачело и за гинеколозите и за делот од анестезиологот, а воедно дале мислење и за состојбата на бебето и причините зашто тој е во таква Тука е состојба. според што ние бараме стручна комисија тој да утврди да. состојбата Да, на вие бевте детето. кај министрот, Да. побаравте од него да се формира нова Ние комисија побаравме нова комисија за Дебора, за Која да е се со- дополнат сите тие недостатоци што веќе постојат од првичната комисија. Едно и друга комисија за Лисандар да се направи, заради тоа што за него воопшто Министерството за здравство не направи посебна, а требаше до сега да се направи. Посебно вештачење и тоа кое Посебна комисија, вештачењето доаѓа после. Има еден момент кој што само не ве прашав, ви вети министерот дека наскоро ќе биде нешто од тоа или Да, министерот не прими, кога ние побаравме да се видиме со него, од после од како ние ги доставивме нашите барања и ни вети дека тој ќе се залага за случајот и исто така ќе интервенира и до лекарска комора, заради тоа што ние истовремено како што доставивме барања до министерство, доставивме барања и до лекарска комора. Во врска со сите овие наши барања и сите недостатоци што мислиме дека ги има во сите извештаи. кажавте еден момент кога претходно разговаравме дека нема точно време на раѓање на детето. Наведено во извештајот. Да. Значи ние немаме никаков документ од болницата, од Санта Клус. На некој си извештај Зборуваме за извод, време зборуваме на за што, за како време на документ. раѓање на детето. Како што состојбата немаме, на раѓање, како на пример ти Време на Зборуваме за смрт, Аха. како што Што- немаме ни час на смрт на Така, Дебора, така. точен, немаме ни час на раѓање на Лисандар. А тоа ќе биде многу Тоа е важен момент и многу сигурно. битен во целиот процес на судење. тука треба да се испрегледа ланецот. Например, наше не укажувањето на време на настанување на смрт и раѓање на детето покрива многу работи. што се случува во каде се текот на грешките тие во моментот? 3 сати од А зошто 10, е 3 судска и медицина пол сати. институција? Додека се таа случи? се Што е треба да врачена дојде? за Карио. Значи ние првично не сме задоволни од извештај за смртта на родилката. А плюс тоа, воопшто не признаваме извештај од судска медицина за состојба на некој новороденче роден во такви околности. Да. Како И може судска комис- медицина да Сметате докаже дека тој е и- жив и здрав? Комисија која не е Здрав, не е. составена од Така. гинеколог, Професионалци. анестезиолог, Невропедијатар, невропедијатар, така и- неонатолог. Знаат Комисијата треба знатие. што треба да се. Сите тие знаат што треба да состави, Тука е да се, прашањето зашто од се кои стручни работи во тоа. лица треба да се состои една комисија. Меѓутоа, до сега сите работи што требало да ги направат ги избегнале. Каква е состојбата на детето сега? Дали има можност од подобрување, настана тешко оштетување на мозокот? Значи, да, настанало тешко оштетување. Ние цело време сме растрчани по болници и по други држави. Меѓутоа, според снимањата од магнетна резонанца и според фактичката состојба што го дава детето, ќе има тешки последици. И Тешки неповратни. оштетувања, тешки последици по оштетувања. неговото здравје и За цел негов живот. Значи тие оштетувања ќе бидат трајни. што од друга страна не принудува да покрај него да стои едно цело семејство Постојано со сте огромни ангажирани околу трошкови него. за негово одржување во живот.
Дали на апарати или Тој на почеток Се беше храни. во апарати неколку месеци. После како се извршија 2 интервенции во Турција, ставена му е трахеостома и гастростома за хранење. Значи трахеостомата е за вдишување на воздух, а гастростомата е за јадење, што значи тој не е како сите други бебиња. Тој никогаш до сега не можел ни да цица, ни да јаде преку негова уста. Многу нејасноти има околу случајот, многу недоследности. Не знам болницата дали во меѓувреме раководството некој од болницата вас ве контактираше. Не сме контактирани, ние не сме имале било какви контакти со било кој од... Не контактирале. Воопшто не. Сакам да порачам дека според сите околности како се одвиваше сето тоа, ние сме свесни дека гинеколозите и анестезиологи биле без дозволена работа во така наречената Санте Плюс болница во тој момент. Во тој случај ние како фамилија мислиме дека тие влегле од надвор без дозвола да оперират здрава права жена и ја убиле. И според тоа, значи ние сакаме и да ги освестиме институциите дека и тие треба да имат таков пристап кон одговорните лица за цела ова фатална трагедија. Значи не се работи само за лекарски грешки, не се работи само за недостатоци, се работи за чисто убиство на здрав човек. Најавивте дека доколку се развлече целата работа, можно е да реагирате и на друг начин. Значи, ние првенствено реагиравме на овој начин со документација и со барања писмени кон надлежните институции, како што веќе кажавме. Тргнавте со голема верба кон институциите. Да, од почеток, затоа предпоставувам и толку време молчевте и ве немаше. Точно. Во јавноста сметавте дека ќе си ја завршат својата работа како што треба? Да, значи првенствено ние почнавме со овие барања и ќе чекаме одговори да се дадат на нашите барања и на нашите прашања, кои што сме ги навеле во сите тие барања, напишани детално. Ако тие во најбрз можен рок не се коригираат и не се дополнат, ние сме спремни да најдеме и други начини и методи како да тоа тие го направат. Сме контактирале со многу невладини организации кои што не поддржуваат, така да најверојатно ќе настапиме со организирање на масивни протести пред сите надлежни институции. Дали имате уште нешто друго да додадете околу случајот? Ние само се надеваме. Што барате, една порака да пратите до владата, до институциите, до надлежните институции, до обвинителството? Најпрвично би ги замолил надлежните институции да ја завршат својата работа како што треба, како држава. И во најскор. И ние само наше барање да се расветли случајот, да се докаже вистината, да се утврдат точно фактите, не бараме никого да кривиме само така. Да, бараме све реално да биде. Пошто состојбата на таквото дете е како последица на некоја си грешка. Таа грешка настанала во одредена институција. Не можеме ние така да останеме, да простиме некој млад живот и некој си живот што треба се тера на тој начин. Се разбира за детето. Да, освен од институциите, наредно, ако тие не ни одговорат на нашите барања, ќе бараме поддршка од јавноста и од граѓаните за да ни се придружат во тоа што имаме намера да го направиме. Ви благодарам на разговорот, што одвоивте време, дојдовте тука, што за прв пат ете така јавно проговоривме и кажавме
и да им ја Сакам упатиме да пораката додадам уште на нешто, значи оваа институциите. порака до јавноста не се однесува само на нашиот проблем, ние тоа што ние го доживуваме. Значи сите граѓани во оваа држава имаат право на здравство кој што ќе Нуди сигурност. ќе нуди сигурност за сите нив. Ако ние не ги најдеме грешките каде се и ако не ги коригираме тие грешки, и ако не се укажат сите грешки и тие што се виновни за тоа што се случило со сестра ми, значи може во секој момент, во таа или во друга болница истото да се случи на некој друг. Ви благодарам. Фала.